Почитувани фолк пријатели, како што слушнавте и од самата најава, во првата емисија од новата сезона на Мега Фолк, гостини се Теодора и Горан, членовите на Профа Бенд од Кичево. Здраво и на двајцата и еве да ве запрашам, летните одмори поминаа, веќе сме месец септември, нели, кога така речено мириса на есен. Како помина, Теодора, ова лето 2016 за Профа Бенд? Беше ли работно? Навистина можам да кажам дека беше работно и доста успешно. Летото, значи, особено август месец бевме особено зафатени. Сега веќе помина сезоната на свадби и такви слични веселби, сме малце послободни. Меѓутоа бевме зафатени доста, бевме исто така и Германија 2 пати во рок од 1 месец. Навистина си поминавме убаво, таму ги забавувавме македонците наши во Ален, Фулда и во Синделфинкен бевме. Потоа настапувавме на неколку хуманитарни концерти, бевме гости на фестивалот во Могила, Свети Константин и Елена, така беше. Да. И така, беше доста работно и исплатливо. Така, Горан во Профа Бенд е задолжен за оној инструменталниот дел и можем да речам и целиот аранжман и снимање и студио и сите овие работи кои што нели се во така во делот на стварањето на песните. Горан, кажи ми што последно еве имаме најново кај Профа Бенд. Најново од песни се за сега сме застанати на Ланската, што беше на Охридскиот фестивал на Трубадури, Охрид фест Мачомен. Инаку имаме планови нови, значи за снимање песни, фестивали, некои договорени баш денеска, да кажам, ние договоривме за Гоце фест во февруари месец, значи тоа е за наредната година прво. Во план сме исто да снимаме обработки на наши македонски песни забавни и народни, значи тоа ќе биде за скоро, можеби некој спот. Во преговори сме баш исто така се во моментот малку, можда пак до Германија да претрчаме, ама за тоа потоа кој ќе биде и настапи така по ресторанчиња, по кафичи што викаме и така. Малку и надвор секако од градот. Теодора, аранжманот рековме дека и музичкиот дел за песните кои што ги создавате се сега дело само на Горан, дали можеби еве имате понуда и од некои други автори или остварено соработка со други автори за понуда на некоја песна со можеби поразличен жанр или комплетен аранжман, како и да е? Така, значи моментално преговараме за текстови на песни, веќе имаме објавено дека бараме текстови за песни. Значи преговараме за нови песни, имаме соработка. Текстописците нека слушаат. Да. Имаме соработка со Мијалче Стојанов до сега. Сега преговараме со Златко исто така. Па здравје Боже, ќе видиме. Значи моментално е отворен конкурсот за текстови за песни. Имаме една песна од Мијалче Стојанов што се уште не е снимена. Значи готова музика, аранжман, текст, значи све е готово, само чекаме реализација. Алку убава, интересна песна, која што најверојатно ќе оди на некој фестивал. Сега, фестивал, и знаеме и кој од прилика, ама кога ќе биде тогаш, ако го договорим. Така, Горан спомена за нели некои од вашите идни планови, како што се разни настапи, нели она што го спомена за Гоце фест. Иако сме негде 4 месеци нели пред Нова година, дали можеби имате некои преговори за каде ќе ја дочекате новата година? Дали тоа ќе биде Кичево во нашата земја или можеби и надвор од Македонија? Преговори има, секако. Сега дали ќе биде кај нас во Кичево, дали во Македонија, дали надвор, затоа што има понуди за надвор. Веќе сме биле ние досега една Нова година поминавме во Виена. Така да се е отворено сега за сега. Значи се уште не е дефинирано, дека чекаме договорот да испадне најприфатлив за сите. Така, во денешното издание на Мега Фолк, нашите гледачи ќе можат да проследат и песна во ваша изведба. Ние претходно се договаравме нели која песна да им ја понудиме на нашите гледачи, се договоривме тоа да биде Мачо Мен. Може ли еве нешто за таа песна да прашам кој е автор? Значи таа е последна песна, како што кажавме, веќе на Охридски трубадури лани настапивме со неа. Аранжманот и музиката е на Горан, текстот е на Цане Трајчевски. Голем поздрав до него.
Така да се надевам дека ќе се допадне на публиката, веќе доста е слушана, така да и е позната. Меѓутоа, ете, оние кои што не ја слушнале до сега ќе имаат можност да ја слушнат. Јас ви благодарам што одвоивте време да бидете повторно со нашите гледачи, со нашата гледана музичка емисија Мега Фолк и благодарам што ја прифативте и поканата да ми бидете први гости во новата сезона на Мега Фолк. Се надевам ќе ни тргне на убаво така и се разбира дека кога и да има нешто ново, ќе ве побараме повторно да промовираме ексклузивно во нашата емисија. Сега и ние да ви се благодариме на поканата, како што спомнат баш за првата емисија во новата сезона да ја отвориме, па ајде со убаво да тргне така. Ви благодарам и на двајцата, почитувани гледачи, тоа беа Горан и Теодора од Профа Бенд, а во продолжение ги гледаме и слушаме со нивната Мачо Мен.